Локацијата на градската општа болница 8 септември е идеално место за изградба на нов клинички центар, оценува премиерот Христијан Мицкоски. Сепак им дава предност на експертите да одлучат која е најсоодветна локација за најголем здравствен комплекс во Македонија. Мицкоски го повика и Министерството за здравство, заедно со стручен кадар, да направат детални анализи за да се финишира проектот. Прво да завршат локални избори, па да се распише јавен повик за финансиски институции за ние болниците кои што се за клиничките центри и болниците поврзани со влада договорот со Обединетото кралство. Тоа да заживе, па потоа следно е големиот клинички центар, инаку тоа наистина делува дека како одлична можност и одлична локација, 3 булевари, гасна поврзаност, сообраќајна поврзаност, така што ајде да видиме, да оставиме експертите да си го кажат своето мислење. Главен фокус на владата во моментов е реконструкција и изградба на здравствените установи во Штип, Кичево и Тетово. Проекти кои се дел од договорот со Обединетото кралство. Изминатите десетина години постоја повеќе идеи за локации за нов клинички во близина на Бардовци, на излезот од Скопје во Ѓорче Петров или на просторот на касарната Илинден, но ништо од тоа не стана реалност. За 8 години се сменија 7 министри за здравство. Имаше 6 локации во игра и 6 фирми изведувачи, но наместо нов клинички центар, предходната влада ја остави Македонија со обврска за да плаќа пенали за она што требаше само да го спроведе. За сега од сите најави и ветувања, а резултатот е еден – 8,5 милиони евра, кои треба да и се платат на италијанската компанија, зашто екс-министерот за здравство Венко Филипче го раскина договорот подпишан од неговиот предходник Никола Тодоров. Од 2009 година до сега на сите министри за здравство приоритет им беше нов клинички комплекс, но никој не удри темели. Додека граѓаните го чекаат тој момент, во поголем број клиники имаше и има реновирање, за да можат да се даваат соодветни здравствени услуги.